Драги гледачи, добра вечер. Започнува уште едно издание на емисијата Лабораторија на идеи со мене Елена Ѓурѓиевска-Костадиновиќ. Се надевам дека сте задоволни од овие содржини кои што се насочени кон подобрување на нашиот живот, односно да бидеме колку можеме посвесни за нештата кои што се дел од нас, но кои што се и дел од нашата средина, од нашите пријатели, од нашите соседи, од нашите едноставно други поединци кои што не обкружуваат. Денешната тема ја посветувам повеќе на спиритуалноста, на духовноста, како еве една тема која што не се образложува многу често. За таа цел заедно со мене и со вас е повторно Теодора Костовска како психолог и како јога инструктор. Ви предлагам да останете заедно со мене со сите содржини на ова издание. Кога се раѓа некое дете, тоа го чувствува целиот универзум, без да знае да прави разлика од него. Преку постепеното образование го учиме како да се разликува. Му даваме име, му даваме идентитет. Му припишуваме карактеристики, му наметнуваме амбиции. Формираме цела една личност околу него. Полека оваа личност станува поизразена преку израснувањето, образованието и религиозните учења. И како оваа личност станува се поизразена, така детето почнува да заборава што било во утробата на мајка си. Таму тоа немало име, таму не било одвоено од постоењето. Зошто секој бебе се раѓа плачејки? Бидејќи му се одзема домот, му се уништува светот. Одеднаш доаѓа на еден чудесен свет помеѓу чудни луѓе. И тоа продолжува да плаче, бидејќи со секој изминат ден неговата слобода станува се помала и помала, а неговите обврски се пообемни. На крај сваќа дека повеќе нема слобода, туку само обврски кои мора да се исполнат, должности кои мора да се извршат. И така се претвора во натоварено животно. Гледајќи го ова неизјасноста на неговите очи, не смеете да го осудувате поради неговото плачење. Потрагата по вистината се заснува врз искуството на детето во утробата. Не може да го заборави тоа. Дури да исчезне од неговата свест, тоа ќе продолжи да одзвонува во неговата подсвест. Некои луѓе го имаат пронајдено тоа. Тогаш целиот универзум е исто што и утробата на мајката. Тогаш можете да имате доверба, можете да пеете, можете да танцувате. Се стекнувате со вечен живот и универзална свесност. Но луѓето се плашат да се опуштат. Луѓето се плашат да веруваат. Се плашат од солзи. Се плашат од се што е надвор од вообичаеното, од секојдневното. Некој рекол: не постои ништо посурово од природата. Никаде не може да се побегне од неа. Но природата не е таа која предизвикува зло, туку само човечкото срце. Кога водата ќе се пресече, ништо не се случува. Кога се сече нешто цврсто, тоа се крши. Во нас се всадени цврсти ставови, илузии, а тоа е она што се судира со реалноста, што предизвикува и нанесува болка. Постои една друга изрека: ако очите не се врзани, резултатот е видот. Ако ушите не се затнати, резултатот е слухот. Ако носот не е затнат, резултатот е мирисот. Ако устата не е затворена, резултатот е вкусот. Но ако умот не е затворен, резултатот е мудроста. Вратата кон реалноста не се отвора со умот, туку со срцето. Најголемиот проблем со кој се соочува современиот човек е тоа што умот е премногу увежбан, а срцето е целосно запоставено. И не само запоставено, туку и осудено исто така. Чувствата се недозволени, чувствата се потиснати. Чувствителниот човек се смета за слаб, тој се смета за детинест, незрел. Овој човек се смета за несовремен, примитивен. Чувствата и срцето се толку осудувани што човекот природно почнува да се плаши од нив. Тој наоѓа начин како да ги пресече и полека да го заобиколи срцето. Тој оди директно кон главата. Полека срцето станува само еден орган кој ја испумпува и прочистува крвта. Ништо повеќе. Забавете малку. Уживајте, помирисајте, слушајте и гледајте. Дајте им можност на сетилата да се развијат. Ако сакате да се чувствувате слободни, седете и слушајте ги сите звуци околу вас. Немојте да се насочите само кон еден звук. Обидете се да слушнете се околу себе. Ќе видите какво чудо ќе се случи во вас. Кога вашите сетила повеќе нема да бидат блокирани, а тоа е важно за процесот на промена.
Еден поет напишал: секој стои сам во срцето на земјата, облеан од вратите на сонцето и веднаш паѓа мрак. Тоа е само зрак, а ние го трошиме. Го трошиме со својот немир, грижи, гнев и глупавост. Правиот чекор кон блаженството е да бидете една целина. Да бидеш едно е блаженство, а да бидеш поделен е пекол. Затоа прифатете се што е емпириски реално. Со негирањето создавате проблем и тој станува уште посложен. Едноставно е. Се чувствувате како кукавица, па прифатете го тоа. Ако прифатите дека сте кукавица, со самото тоа станувате храбри. Само храбра личност може да прифати дека е кукавица. Вистинска кукавица не може да го направи тоа. Епа веќе сте на патот на трансформација. Значи, она што треба да го запомнете е тоа дека не треба да правите слики за тоа какви треба да бидете. Луѓето имат идеи толку многу за тоа какви треба да бидат. Ако имате замисла дека треба да бидете храбар човек, тогаш ќе ви изгледа одвратно да бидете малодушен. Но малодушноста е факт, а идеалот е само идеал, фантазија на умот. Главата е еден убав механизам. Користете го, но не дозволувајте тој да ве користи вас. Тој треба да им служи на вашите чувства. Кога мислењето им служи на чувствата, се останува равнотежено. Во вас се раѓа една голема смиреност и големо задоволство. И тие не потекнуваат од надворешноста, туку од вашите внатрешни извори. Тие извират од вас и ве трансформираат. И не само вас. Ве прават толку просветлени што секој кој ќе дојде во контакт со вас ќе може да вкуси дел од нешто непознато. Драга Теодора, повторно сме заедно, еве, на моја чест и радост огромна што ни си повторна гостинка во лабораторија на идеи. Овој пат сакам на еден начин да те искористиме нормално за позитивни цели, односно бидејќи ова емисија опфаќа повеќе области, која што ја вклучува дури и спиритуалноста, а спиритуалноста е некако тема која што не е многу застапена на полето на зборување, односно на делување на човекот. Како може спиритуалноста да придонесе за човек да биде на некој начин барем посреќен? Да, прво ви благодарам за можноста воопшто да се проговори на оваа тема и покрај тоа што во старт можам да кажам дека премногу е деликатно да се говори на тема спиритуалност. Ние сме социјални битија и исклучително е важно да нели тој говорен и вербален момент, но се уште да задржиме просто будност во себе, дека најчесто многу работи кои се во доменот на спиритуалноста не може да бидат транскрибирани во зборови. Значи, тоа се состојби кои човек внатре во себе, длабоко во себе, значи тоа е кога е во контакт со својот дух, со својот спирит, со својот... Тоа се тие будни наблюдувања на себе сам. Тоа е патот на индивидуација. Оттаму е и деликатно, но ајде ке, да, сигурно ке најдам и начин како сепак да се проговори на таа тема, со велам уважување на деликатноста, дека не баш се може да се претвори и не треба да се претвара во збор. Кога зборуваме за спиритуалност, јас велам најголемите одговори, најсуштествените, најдобрите, најправилните, најточните одговори ги има тишината. Човек кога е со себе, потполно со себе и со се што го окружува, тој е просто во чувство на себе самиот. Спиритуално е сега тука исто така знае умот да помати да каже оно што е спиритуален или е духовен, тој е од друга планета, тој изгубил контакт со реалноста, тој не е баш, не е точно, апсолутно. Човек да биде во контакт со својот дух, тоа значи да е во висок ентузијазм, да е во ум сега и овде, да е со јасно дефинирана цел, со јасна утврденост внатре во себе. Со она што се вели
visok koeficijent na entuzijazam vo uspeh, odnosno da verува во својата мисија. Прво да може да ја детерминира, да може да ја спознае, да ја распознае, да разлучи. Значи, многу од сопствените состојби да ги препознава, за да може да им дава правилна насока. Затоа што кога сме премногу во рационален ум, тоа е конфузија. Значи, премногу информации, а немаме одважност, ја немаме таа енергичност, ја немаме таа храброст. Еве го, тоа е се контакт со себе. Тоа е ништо друго освен спиритуалност. Значи, одважноста, верата дека јас треба да го направам ова не за свој личен бенефит, за општо добро. Значи, оној момент каде што просто некаде будно го следиме деонтолошкиот морален аспект, каде што доброто е пред се и пред корисното. Наспрам еден англосаксонски утилатаристички морален принцип, каде што корисно е пред добро. Значи, ако ние одлучиме дека корисно е да, не знам, маса од популацијата е снема, затоа што на тој начин ќе и помогнеме на планетата, тогаш, а ја имаме и моќта, при тоа можеме да го направиме. Далеку од хуманост, далеку од правилност, далеку од космогонски принцип. Принцип, тоа се закони. И кога човек ќе е во контакт со себе, значи со својата внатрешност и во хармонија со законите на универзумот, при тоа нели би требало и би подразбирало да ги знае, да може јасно да ги препознава, да може јасно да ги детерминира, не е ништо друго туку спиритуалност. Како човек, еве, знам дека секој се плаши кога станува збор за спиритуалноста, бидејќи перцепцијата е различна. И на моменти знам дека голем е процентот на поединци кои доаѓаат до момент кога ќе речат па да, мене во овој момент сам сум, сама сум, убаво ми е. Но сепак од друга страна, што ќе речат другите? И секогаш доаѓаме до момент кога се потиснуваме себе си и ќе речеме не. Подобро сепак не. Подобро е тоа да го потиснаме, да не го кажам дека еве на некој начин можеби јас сум духовно битие и туку дека се материјално, дека сепак дека треба да бидам дел од масата. Не дека тоа е погрешно, далеку мислам да не се разбереме, но сепак погрешно ли е да се смета дека човек може да биде сам? Не сакам да го кажам, односно да го дефинирам прашањето сам, како, еве, да не се дружиме со нашите најблиски, или туку сам. Да, сам како асоцијален, туку сам со себе. Сам со себе. Сам со себе е нужна потреба. Значи, нужна потреба секому. И сам со себе подразбира да човек има прво, како би рекла, будна висока енергија во себе за да се справи со собствените стравови. Затоа што кога ќе дојде сам со себе и кога ќе спознае дека тој е, тука е помошта на духовноста, тука е помошта на тоа знаење. Кога човек ќе се осведочи и ќе знае дека е единствена индивидуа во овој универзум, која е неповторлива. Значи, откако постои човештвото, тоа се милиони години, нема индивидуа која се повторила. Во сите, времето е старо, тоа само не подсетува на или ни дава право некои работи, некои грешки, да ги промениме, да станеме подобри луѓе. Се уште контактот со себе
i s ona što se vika vera vo Boga. Tuga jaz nemam apsolutno nikakva dilema da spomnam i da kažem Bog. Zato što onaj koji se spoznal sebe si neja završil работата. Потоа ги спознава тие закони, ги спознава Божите принципи, го спознава Бога. Тогаш трансцендира, тогаш јас поминува во ние. И тој знае дека не е сам. Тој е во будна вера. Тоа е во будна доверба. Значи, една е вера, друга е доверба. Прво, само доверба, тој мора да има нужен коефициент на самодоверба, па и тој концепт, како концепт да го напушти за да се препушти на волјата, на универзумот, на природата, на волјата Божија. Тоа е вера. Тоа е она состојба на умот внатре во мене, во која велам, се што ми е дадено, јас ке го поминам, а кога сум со Бога, тоа е многу лесно. Кога потполно ке се препуштам, значи дека сум ги совладал стравовите. Поделеност има само во умот, но во целовитоста, во копнежот на секој од нас да биде целовит. Тоа е тело, тоа е ум, тоа е дух и духовност. Тоа е интегрирана личност, тоа е целовита личност. И кога тој е во потполна таква состојба, кога е во вера, нема место за страв. Просто нема страв. Просто исчезнува стравот. Тоа е она што внатре во секој се развива, ако го развие, ако го разбуди. Повторно ке спомнам, се извинувам за повторувањето на емоционалната интелигенција. Човек кога ја спознава својата, односно ја буди, та се развива. Емоционалната интелигенција се развива исто така како што се развива и рационална. Со тоа што ние, да кажеме еве и во западниот свет или развивање на светот, повеќе бевме ориентирани стотини години наназад на рационалната интелигенција и развивање на рационалната интелигенција на уштрб на емоционалната. Затоа ни се случуваат сега во окружувањето или во реалноста, она што се викаат аномалии на несозреани емоции, неситуирана состојба и ситуација, необезбедена доволна храброст да се носи, немање доволен капацитет да се издржи малку, просто да се издржи а се издржува само кога се верува. Дека тамо каде што сум се упатила, дека тоа е правилното, дека тоа е доброто, дека е тоа секогаш велам во човек буден во или еднаква развиена рационална и емоционална интелигенција, нема му е полесно затоа што тој брзо осознава, брзо се движи, во контакт е со својот дух, значи е во она убава, чиста, висока енергија и тогаш не е уморен. Значи и дури ако работи физичка работа, тој е понесен од креативноста. Човек кога е креативен, недвосмислено упатува на тоа дека е во контакт со едно внатрешно водство, со една своја духовност, каде што твори. Кога ќе кажам твори, воопшто да не мислиме дека човек да биде креативен, да биде во уметнички израз, во креативен израз, треба некакви, не знам какви интелектуални способности. Не. Значи, секој од нас, секоја индивидуа во себе носи некаква клица, некаква капацитет, дарба, даровитост за нешто. Значи, дали ето домакинка која е креативна во кујна, дали ракотворби, дали знае одлично да плете со снаге, со игли, па прави чудесни, дали везе, дали... Значи, не треба не знам каква интелектуална дарба да е човек креативен. И да не зборувам за иновативност, нели? Тоа се состојби на умот. И тој кога е креативен, тој ништо друго, туку поведен од својот дух, од својата духовност.
тоа се показателите на контактот со себе и она што се вика природна просто сила која турка и која тера напред. Кога се спознаваме себе си, кога сме од аспект на духовноста, има ли возрастна граница во однос на година? Никако. Еве можеби поедини личности на помлада возраст ќе спознаат што е најдобро за нив. Некој можеби, еве да речеме, подоцна. Сепак убаво е човек кога ќе се спознае, односно ќе биде задоволен со она што е. Секогаш надворешните влијанија некако не секогаш, но некогаш негативно влијаат и доколку еве не знаеме да ставиме граница, го преземаме на некој начин туѓото. Еве да го речам туѓото себство, а не нашето. Сепак, кои се најдобрите совети? Еве бидејќи за овој разговор или толку ни е времето нормално, кои што еве првично треба да ги знаеме од ваша страна, нели? Како барем малку од малку, значи оние првите чекори, а подосна можеби се ќе излезе нели на површина, па патот ќе излезе нели во светлина. Ајде да го сублимираме прашањето, затоа што е премногу обемно. Што е она што треба да кажеме? Како да постапиме? Како да ме прашавте каде да ја поставиме границата? Да, значи тоа е најсубјективниот момент. Тоа е оној момент каде што секој од нас, секој за себе, во себе ќе превземе одговорност за себе. Значи емоционална, интелигентна личност та никогаш нема да обвини никој друг за своите погрешни постапки. Туку тој е само поставен така да каже, мојата затоа што грешки се случуваат. Грешките се случуваат и тие ни укажуваат кои просто преку нив ние учиме кои се правилни, а кои неправилни, кои се добри, а кои недобри патишта, потези или работи кои треба да ги направиме. Значи, прво треба да имаме одважно, затоа велам тој контакт со себе и да не го доживуваме тоа страшно кога ќе погрешиме. Во исто време да знаеме, затоа што ни е потребно знаење. Неминовно ни е потребно знаење, на практично применливо. Прво, да знам дека одговорен за мирот на мојот ум сум само јас и никој друг. Дека ништо однадвор не може да ме вознемири до таму, значи до целата моја внатрешност, ако јас одвнатре знам да ја поставам границата. Ако јас научам кога е бура надвор, да ги затворам своите прозорци за да ја заштитам својата внатрешност и да почувствувам дека бурата надвор престанала, дека огреало сонце и да се отворат прозорците, ако можеме тоа символично нели да го кажеме. Тој радар внатре во нас. Тој неприкосновено знаење внатре во нас, кој ќе ни кажува кога треба да се отвори и да се прима, кога треба да се затвори. Сега, кога ние сме отвориле, ако направиме погрешна проценка, па сме отвориле, па тука влегло нешто, окей, јас внатре во себе имам право сето тоа да го исчистам, да го испеглам, да го донесам на свое место, да го коригирам, да го трансформирам, да го трансцендирам. Тоа се капацитети кои секому му се дадени и кои секој би требал да ги развива. Оттаму е насушно потребна интроспекцијата, оттаму е насушно потребно себе спознавање. Кога ќе се, рековме, нели, кога човек ќе се себе спознае, не го завршил ниту патот, ниту процесот, има понатаму ги спознава Божјите закони, ја спознава Божјата волја, ја спознава Божјата, просто е она што се вика што треба јас да направам. А во однос на годините што ме прашавте дали тоа некогаш да, кај некого таа дарба оди побрзо, ја има. Кај некого оди, но никако не е подложна и не е она што се вика. Да, и покрај тоа што сега како психолог, нели, морам да споменам дека има психолози кои велат и тврдат дека
карактерот се формира до третата, најдоцна петата година на детето. Тука, што е направено и завршено. Јас не се согласувам со тоа и велам не. Човек се менува додека е жив. Човек учи додека е жив. Човек има право да прави корекција додека е жив, додека ја има својата волја, додека просто сам одлучи дека и никогаш не е доцна. Затоа што ние сме на патување. Овде сме исто така во некое пропатување. И никогаш не е доцна да се покае, и никогаш не е доцна да прости, и никогаш не е доцна да просто се да живее во нешто се вика мир собствен и мир со се што го окружува. Да ја ослободи својата душа, значи да ги ослободи своите стравови, да никогаш не е доцна. И секогаш е право време. Секогаш е право време. Би рекла да човек кој е во контакт со себе, тој знае дека грешките се случуваат, тоа е одлика на емоционалната интелигенција, просто грешки се случуваат, тој брзо ги гледа и ги спознава нештата, ги учи лекциите и продолжува понатаму не повторувајќи ги. Значи, грешки се случуваат, но секое повторување на истата грешка, значи веќе интенција, таа не влегува во категорија на грешка. Таа влегува во категорија на не сакам да се менувам. Јас ке направам светот околу да се смени, а јас да останам вакав, што е легитимно право. Но неке да е така. Уште еднаш ви благодарам за уште еден разговор кој што беше навистина полн со информации, барем од духовноста, односно која што е, можеби некои има бариери во однос на зборот духовност, но сепак тоа е среќата. Мојот за човекот. Се надевам дека ќе имаме и следна прилика да позборуваме за уште други теми кои што се навистина неисцрпни. Ви посакувам пријатен, како да кажам, сакам се да кажам одеднаш, но што е она најдобро за вас? Тишината. Да, ви благодарам многу, само би сакала за крај на мојавето да кажеме дека нема одделеност кога зборуваме за спиритуална за таа интелигенција, значи таа не е одделена од материјалната. Многу често знаеме да направиме грешка дека човек кој има материјални афинитети, тоа се паралелни процеси, тоа се рамномерни, значи тоа не може едно без друго. Како што во моето тело, кое е материја, моите органи, сите наши се материја, тоа тело дише, тоа има своја духовност. Затоа ќе повториме дека тоа се процеси кои одат паралелно. Тоа се интелигенции што се развиваат паралелно. Тоа не значи поделеност. Напротив, значи таа фрагментираност, таа просто мислам едно, чувствувам друго, зборувам трето, делувам четврто. Тоа е страотна фрагментираност. Се она што ќе интегрира, што ќе хармонизира е духовност. Ако можеше да сублимирам. Одлично, навистина, уште еднаш ви благодарам. Ви благодарам и вам. Секој е добро. Драги мои, како за одјава на ова издание, ќе ви прераскажам една поучена приказна која што на некој начин ќе не освести можеби за некои нешта во животот и постапки кои што ги правиме. Си бил еднаш еден старец во едно село, многу сиромашен. Дури и кралевите му биле љубоморни, затоа што тој имал еден преубав бел коњ. Таков коњ никогаш порано не бил виден. Неговата убавина, неговата огромна грациозност, неговата сила. Кралот го барал тој коњ и е нудел многу пари за него, но старецот одговорил: овој коњ за мене не е коњ, туку личност. А заре можете да продадете некоја личност? Тој е пријател, тој не е собственост. Како можете да го продадете пријателот? Не, тоа е невозможно.
Човекот бил сиромашен и бил поставуван пред многу искушенија, но никогаш не го продал конјот. Едно утро видел дека неговиот коњ не е во шталата. Се собрало цело село и сите рекле: "Будале старецу, ние одамна знаевме дека еден ден коњот ќе ти биде украден, а ти си толку сиромашен. Како би можел да заштитиш толку драгоцено нешто? Ке беше многу подобро за тебе ако го продадеше. Можеше да побараш за него онолку пари колку што сакаш. Секоја цена, па дури најголемата беше можна. Сега коњот го нема. Тоа е проклетство, лоша судбина." А старецот им рекол: "Не претерувајте, кажете само дека коњот не е во шталата. Тоа е факт, се е друго проценување. Како вие можете да знаете дека тоа е некаква лоша судбина, несреќа или дека не е? Врз основа на што судите?" А луѓето му рекле на старецот: "Не обидувај се да не излажеш. Може би не сме некои големи филозофи, но овде филозоф воопшто и не е потребен. Сосема едноставен факт е дека богатството е загубено и тоа е лоша судбина." Старецот им рекол: "Јас ќе останам на фактот дека шталата е празна и дека коњот не е тука. Ништо друго не знам. Дали е тоа лоша судбина или благослов? Зошто тоа е само дел. Кој може да знае што ќе следува понатаму?" А луѓето се смееле. Мислеле дека старецот сосема побудалел. Од секогаш се сомневале дека тој е малку луд, инаку би го продал коњот и би живеел како богат човек со големо богатство. А живеел како дрвосечач. Бил многу стар и се уште сечел дрва, ги носел од шумата и ги продавал. Живеел од ден на ден во беда и во сиромаштија. Сега било сосема сигурно дека побудалел. Една ноќ, по 15 дена, коњот се вратил кај старецот. Не бил украден, туку избегал во дивината. И не само што тој се вратил, туку со себе довел и неколку диви коњи. Луѓето повторно се собрале. "Старче, ти беше во право, а ние сгрешивме. Тоа не била несреќа, се докажа дека тоа било благослов. Жал ни е што бевме неправедни кон тебе." Старецот одговорил: "Пак претерувате. Кажете само дека коњот се вратил и дека со него дошле и други 12 коњи. Но немојте да проценувате. Кој знае дали е тоа благослов или не е? Тоа е само дел. Бидејќи не ја знаете цела приказна, не можете да проценувате. Ако прочитате само една страница од книгата, како можете да процените за целата книга? Ако прочитате само една реченица од страницата, како можете да давате проценка за целата страница? Ако пак прочитате само еден единствен збор од реченицата, како можете да процените за целата реченица? Животот е толку голем, само еден збор, дел од зборот, а вие сте процениле за целината. Немојте да кажете дека ова е благослов. Тоа никој не може да го знае. Јас сум среќен во своето непроценување. Немојте да ми пречите во тоа." Овој пат луѓето не зборувале многу, зашто помислиле дека старецот повторно е во право. Останале молчејќи, но во себе сметале дека тој греши. Со неговиот коњ дошле и други 12 преубави коњи. Со малку тренинг можно е да се припитомат и од нив да се заработат многу пари. Старецот имал еден млад син, само еден син. Синот почнал да ги тренира и само една недела подоцна паднал, си ги скршил нозете. Луѓето повторно се собрале, а луѓето насегаде се, како вас, како мене, како вас. И повторно почнале да проценуваат. Осудата толку брзо доаѓа. Рекле: "Беше во право." Повторно се докаже дека ти беше во право. Тоа не било благослов, тоа исто така било несреќа. Твојот единствен син се ги скрши нозете, а тој ти беше единствената потпора во старите денови. Сега си посиромашен од кога и да е. А старецот рекол:
Обседнати со проценување. Не претерувајте. Кажете само дека мојот син се ги скрши нозете. Кој знае дали тоа е несреќа или пак благослов? Никој не знае. Повторно само дел. Никогаш не добивате повеќе. Животот доаѓа во делови, а проценувањето е насочено кон целината. По неколку недели државата влегла во војна со соседната држава и сите момчиња од градот биле присилно регрутирани. Само синот на старецот останал, затоа што тој бил инвалид. Луѓето се собрале, плачејќи или пајки, зашто од секоја куќа момчињата биле насилно одведени и немало многу надеж дека тие ќе се вратат живи и здрави. Нема да се вратат. Сите во градот плачеле и липале и дошле кај старецот и рекле: во право беше, старче. Господ знае дека ти беше во право. Тоа беше благослов. Може би твојот син сега е осакатен, но барем се уште е со тебе. Нашите синови заминаа за секогаш. Твојот барем е жив е и со тебе. И малку по малку ќе закрепне. Може би малку ќе е накривува, но ќе биде жив и се ќе биде во ред. Старецот повторно рекол: луѓе, невозможно едноставно со вас да се разговара. Вие постојано и постојано проценувате. Никој не знае. Никој не може да знае. Кажете само дека вашите синови беа принудени да се приклучат на војската, а мојот син не беше принуден на тоа. Но никој не знае дали тоа благослов или пак тоа е несреќа. Никој никогаш нема да може да знае. Само Господ знае. Драги мои, само целината знае. Не судете, зашто во спротивно никогаш не ќе можете да станете едно со целината. Ви благодарам за вашето внимание, ви посакувам се најдобро. Се гледаме во следното издание.